Добар ден, драги ученици! Ви благодарам што дојдовте во училница. Ова предавање е наменето за учениците од второ оделение и е по предметот македонски јазик. На ова предавање ќе научиме за расказни, прашални и извични реченици. Кои реченици се расказни, кои се прашални, а кои извични, да ги разликувате расказните, прашалните и извичните реченици, да знаете кој знак да го напишете на крајот од овие реченици, правилно да ги употребувате овие видови реченици во вашето писмено и усно изразување и самостојно да составувате расказни, прашални и извични реченици. Расказни реченици, како што кажува и самото име, се оние реченици со кои нешто раскажуваме. На крајот на расказните реченици го пишуваме знакот точка. Кога усно ги кажуваме овие видови реченици, гласот го движиме надолу. Еве примери за расказни реченици. Денес времето е многу убаво. Јас и Мила сме најдобри другари. Цвеќињата во градината на баба се многу убави. Александар има мало братче. Вчера прочитав интересна книга. Ајде сега и вие обидете се да кажете усно една расказна реченица. Одлично! Прашални реченици се речениците со кои нешто прашуваме. На крајот на прашалните реченици го пишуваме знакот прашалник. Кога усно ги кажуваме овие реченици, гласот го движиме нагоре. Еве пример за прашални реченици. Како се викаш? Кога ќе одиме на театар? Зошто не дојде со нас? Каде ќе играте утре? Каква е плажата таму? Со кого го пишуваше составот? Дали вчера го гледаше филмот? Како што забележувате, прашалните реченици може да започнуваат со различни видови прашални зборчиња. Како, кога, зошто, каде, каква, со кого, дали и така натаму. Обидете се и вие да составите и да кажете една прашална реченица. Одлично! Извични реченици се оние реченици со кои нешто извикуваме. А кога извикуваме? Кога сме лути, изненадени, среќни, тажни, кога чувствуваме некаква болка. На крајот на овие реченици го пишуваме знакот извичник. Кога усно ги кажуваме овие реченици, гласот го повишуваме. Еве примери за извични реченици. Многу сум среќен. Денес добив петка. Оф, колку ме боли. Леле, колку се убави чевлите. Навистина, многу ми е жал. Деца, дојдете овде. Бидете повнимателни следниот пат. А сега обидете се и вие да кажете една извична реченица. Одлично! Со цел да го извежбаме ова за што зборувавме на овој час, сакам да поиграме неколку игри. Првата игра е прашувам, одговарате. Јас ги читам речениците што се запишани и што ги гледате пред вас, а вие, според знакот што е запишан после реченицата, или според тоа како ги изговарам, треба да погодите и да кажете каква е таа реченица. Да почнеме. Ќе дојдеш ли кај мене? Ова реченица е прашална. Денес ќе одиме на роден ден.
Точно, расказна реченица. Со кого ќе патуваш? Ова реченица е прашална. Ајде, трчајте по мене. Ова реченица е извична. Доаѓај веднаш. И ова реченица е извична. Во пролет дува ветрето развигорче. Точно, ова реченица е расказна. Колку години имаш? Прашална реченица. Деца, влезете внатре. Ова реченица е извична. Наредната игра се вика збор реченица. Како што гледате на екранот пред вас, имаме повеќе зборчиња. Сонце, деца, вазна, пеперутка, молив. Јас ќе ви кажувам со некој од овие зборови каква реченица да составите и да кажете. Ајде, потрудете се, составете и кажете расказна реченица со зборот сонце. Одлично. Еве го и мојот пример за оваа реченица. Сонцето ни е потребно на сите. Сега потрудете се и кажете прашална реченица со зборчето деца. Одлично. Прашална реченица со зборчето деца би можело да биде и оваа. Кои се овие деца? Сега потрудете се, составете и кажете извична реченица со зборот молив. Одлично. Еве е мојата реченица. Колку е убав овој молив? А сега составете расказна реченица со зборот пеперутка. Пример за таква реченица може. Околу светот леташе убава пеперутка. И кажете прашална реченица со зборот вазна. А мојата реченица е колку чини оваа вазна? Отлично. Продолжуваме и со последната игра. Последната игра се вика скокни, плесни, подигни раце. Јас ќе ви кажувам реченици. Доколку реченицата е расказна, вие треба да скокнете. Доколку реченицата е прашална, треба да плеснете со рачињата, а доколку реченицата е извична, треба да ги подигнете вашите рачиња горе. Да почнеме. Кога се вративте дома? Одлично. Прашална реченица. Мама ми купи мач. Расказ. Во кое училиште учиш? Точно. Прашал. Среќен роден ден. Одлично. Извична реченица. Следната недела ќе одиме на екскурзија. Так. Расказна реченица. Бегај, трчај побрзо. Одлично, извична реченица. И на крајот, сакам да ја погледнете и да ги прочитате речениците во оваа табела. На секоја реченица одговорете со да или не. Знам кои реченици се расказни. Знам кои реченици се прашални. Знам кои реченици се извични. Знам кој знак да го напишам на крајот на расказната реченица. Знам кој знак да го напишам на крајот на прашалната реченица. Знам кој знак да го напишам на крајот на извичната реченица. Знам самостојно да составувам расказни, прашални и извични реченици. Ви благодарам на вниманието и се гледаме на следното предавање. Довидување!